6 денеска на граѓаните на Скопје представиме една новина. Знаете и сами дека и во рамки на комуналната сфера градот постојано се менува, градот се качува на нивоа повеќе, повисоки, особено кога е чистотата на јавниот простор и на комуналниот отпад во прашање. Јавното предпријатие Комунална хигиена денеска и официјално го отвара новиот центар за кориснички услуги, каде што граѓаните ќе можат да бидат услужени за делот од услугите кои што ги дава комуналното предпријатие Комунална хигиена, кои што не се однесуваат на плаќање на обврски кои што редовно доаѓаат заедно со сметките од водовод и канализација, туку за другиот вид на услуги кои што јавното предпријатие ги дава што кон физички, што кон правни лица. Ова е добра можност да промовираме дека влегуваме во една посериозна борба како град и како јавно предпријатие Комунална хигиена со недозволеното депонирање на кабаст отпад. Ние во тек на минатата недела подигнавме некаде над 500 метри кубни кабаст отпад, што е и казниво и е непрописно фрлање. Веќе ја даваме таа услуга, граѓаните овдека ќе можат да се информираат за таа услуга и наместо кабастиот отпад да го фрлат непрописно, со ризик да бидат казнети, бидејќи планираме сега веќе паралелно до кога ја даваме можноста за услуга на Комунална хигиена да ги зајакнеме инспекцијските надзори и казнената политика по однос на фрлање на таква вид на отпад. Така што очекувам дека и во тој дел каде што градот има посериозен проблем, а тоа е фрлање кревети, прозори, таков тип на отпад, услугата која што ќе ја дава јавното комунално предпријатие Комунална хигиена да граѓаните ја користат. Ова е добра можност и да се промовира овој центар кој што е центар кој што ќе ги решава проблемите на лице место. Не е на принципот поднесете барање па ќе го разгледаме, туку на самото место службите на Комунална хигиена ќе ги решаваат прашањата што на пријава, што на одјава, на зголемување или намалување на квадратурата која што треба да биде предмет на услуги на јавното предпријатие Комунална хигиена. И е добар начин да ја покажеме соработката помеѓу јавните предпријатија на ниво на град Скопје, бидејќи овдека постои еден електронски пункт на водовод, така што граѓаните со едно доаѓање можат да завршат и плаќање на обврските кои што ги имаат кон водовод, меѓутоа и да се завршат овдека работата. Градот влегува во дигитализација, овдека конкретно во Комунална хигиена и во водовод се завршени постапките на јавни набавки. Очекувам дека од 1 јули годинава да стартуваме со електронска достава на сметките и можност за електронско плаќање, со што би се избегнале и чекањата и редовите и полека градот да го внесуваме во една поинаква сфера. Дозволете ми да кажам дека град Скопје во соработка со Комунална хигиена, освен акцијата не туку веќе политиката на третирање на кабастиот отпад, годинава продолжува и со акцијата за палење на стрништа, која што нема да ја ограничиме само на административната територија на Скопје, туку ќе влеземе во соработка и со останатите општини на Скопската котлина, бидејќи палењето на стрништа во Скопската котлина без оглед на административните граници влијае на здравјето и на квалитетот на воздухот на сите нас, така што таа услуга на бесплатно подигање на остатоците од бербата ќе биде достапна за сите граѓани. Напоменувам дека ќе влеземе, како што и лани правевме, на секој 100 килограми подигнат органски отпад, односно стрништа, ќе доделуваме 30 килограми органски отпад. Чекор по чекор Скопје го движиме кон едни нови стандарди, кон едни нови политики. Јас барем она што го добивам како одглас од граѓаните, се задоволни од тоа што како град, како јавни предпријатија го даваме како услуги на граѓаните. Благодарам.